Вести на Канал 8, добар ден. Во Источна Македонија се бележи најголема стапка на смртност заради пушење во споредба со останатите региони. 31 мај е светски ден за борба против пушењето. Пушењето е водечка причина за смртност во Кочани и Истокот, велат од Сдруженијето на приватни лекари од регионот, земајќи ја предвид стапката на заболувања што се јавуваат како последица од цигарите. Источниот регион е со повисока смртност од македонскиот просек во однос на кардиоваскуларните заболувања. Тука големо улога играе пушењето, голема улога игра и високиот процент на карцином на белите дробови, така да пушењето секако дека има големо влијание во овој наш регион и сметам дека една од целите и борбите во иднината треба да биде борба против пушењето, пропаганда против пушењето. Освен карциномот на белите дробови, индиректно на жалудникот и дебелото црево, хроничниот бронхитис, квалитетот на забите и кожата, доктор Стоименов предупредува и на опасноста за пасивните пушачи. Тие се најжалната и најголемата жртва, бидејќи ако 6 милиона рековме годишно умираат на земјината топка од директна последица на цигарето, 600.000 умираат како пасивни пушачи од директно последица на пасивното вдишување на димот од цигарите, кој е многу штетен и кој влијае. Затоа и пасивните пушачи се жртви. Тука предупредуваме на мајките кои пушат пред своите деца и луѓето кои пушат во своите фамилии, а и луѓето кои во канцелариите каде што не се почитуваат законите може да бидат жртви на оваа опака болест. Се смета дека 25% од сите смртни случаи предизвикани од рак и 15% од смртните случаи во Европската Унија може да бидат препишани на пушењето цигари. Според последните податоци на европската статистика, пасивното пушење ја причинува смртта на над 16.000 непушачи меѓу населението на Европската Унија. Целта на предстојниот светски ден без цигари е да ги натера земите во светот да ја почитуваат рамковната конвенција на Светската здравствена организација за борба против пушењето, да воведат строги мерки за луѓето кои почнале да пушат или продолжуваат со цел да се намали нивниот број во светски рамки и да се воведе целосна забрана на стимулирање и спонзорирање реклами на тутунските производи. Општина Кочани беше домаќин на работилница за воспоставениот географско-информационен систем. Се работи за проект на Источно-планскиот регион, што овозможува вмрежување на општините со другите институции и подобрување на сервисите за граѓаните. Започна да функционира географско-информациониот или така наречен ГИС систем на територијата на сите 11 општини од Источниот регион. Техничката инсталација на системот и вмрежувањето меѓу општините е завршено. Со тоа, Брегалничкиот регион е прв во државата каде институциите и граѓаните можат да ги користат придобивките од современата технологија за добивање податоци поврзани со просторното планирање. Административните лица од општините во регионот во Кочани имаа практична обука за ГИС системот, што се реализира со експерти од словенечката компанија Калиопа, а со поддршка од Центарот за развој на Источниот плански регион. Денеска се работи конкретно на куќниот модел, односно куќниот модел има големо значење за самиот ГИС систем и за самата општинска администрација, од причина што најголем број од податоците ќе бидат внесени во овој ГИС систем и со тоа самата општинска администрација ќе може своите работи да ги извршува многу поефикасно и многу побрзо. Завршувањето на проектот и целосното профункционирање на ГИС системот се очекува до месец март идната година. Граѓаните веќе можат да ги проверуваат географските податоци за својот имот, а за таа цел можат да се поврзат на интернет адресата www и opština.mk низ Кочани. Досега се постави поголем број на податоци како што се гупови, дупови и останати водовод, канализација каде од општините имаат. Некои од податоците ќе бидат дополнително ставени, некои се веќе ставени и така според одредена динамика која што имат и податоците кои што ги имаат обработено и припремено општините, така се и поставуваат на системот. ГИС системот се применува во сите развиени земји, а Источниот плански регион е прв во државата каде целосно се воведува. За негова реализација се потрошени 200.000 евра, од кои 60% донираше владата на Република Словенија, а остатокот го покриваат 11 општини од регионот. Само околу 1/4 од вкупниот број возила во општината се со кочански ознаки. Со оглед на тоа што замената не е задолжителна, интересот да се возат возила со локал патриотски ознаки се оценува како релативно слаб.
Само околу 1/4 од возилата во општината се возат на кочански регистарски таблички, информираат од Сдруженијето на возачи. Тоа се околу 2800 возила од регистрираните вкупно 10.500 на територијата на општина Кочани. Малиот процент веројатно доаѓа од фактот што нивната замена не е задолжителна. Чини нешто помалку од 2000 денари за нови таблички и нова сообраќајна дозвола, што за многумина представува непотребно изложување на дополнителен трошок. Во Кочани нема интерес за така наречените фраерски таблички на кои стои името на собственикот. Минатата година регистарски таблички освен Кочани добија и Гевгелија, Кавадарци, Кичево, Крива Паланка, Радовиш и Струга. Од поголемите места без собствени таблички останаа Ресен, Дебар, Делчево, Кратово и Свети Николе. Новите таблички се даваат по барање на граѓаните, а обврзани да ги сменат веднаш по стапувањето во сила на правилникот, веа само жителите на градовите именувани како нови регистарски подрачја. Нови таблички се издаваат и при прва регистрација на возилото и при замена на изгубена регистарска табличка. Таблички со нов лик не се ставаат само на автомобилите и камионите, туку и на тракторите, мопедите, мотоциклите, трициклите, приклучните возила, но и работните машини, мотокултиваторите и езерските пловила. Табличките, како што е познато, не се трајни како поранешните, туку се менуваат на 7 години. По неколкогодишна пауза се најавуваат нови истражувачки активности на археолошкиот локалитет во Мородвис. Носител на иницијативата е Заводот за заштита на спомениците и Музејот на Штип. Локалитетот Црквиште во Мородвис повторно се враќа на археолошката мапа во државата. Интересот за негово истражување, поттикнат од локалната самоуправа на Зрновци, годинава треба да ги даде почетните резултати. Иако не станува збор за класично ископување на археолошки артефакти, изготвениот проект треба да ја раздвижи умртвената состојба во која подлого време се наоѓа локалитетот. Од Заводот за заштита на спомениците и Музеј на Штип доаѓа потврда дека се преземени почетни чекори за обезбедување потребни финансиски средства за отпочнување на истражувачките активности. Од оваа година ние аплициравме за истражување, минатата година бевме на лице место и со градоначалникот на општина Зрновци. Тој има некои идеи интересни кои претходно треба да бидат археолошки реализирани и конзерваторски, така да мислам дека посериозно ќе почнеме да работиме на овој локалитет и наскоро тој ќе има сосем друг лик. Пред повеќе од 30 години, кога за прв пат започнаа истражувањата, носител на активностите во Мородвис беше Музејот на Македонија. Со известни прекини, последен пат овде се работеше летото во 2006 година. Тогаш десетина македонски и американски археолози вршеа истражно-заштитни работи. Предмет на нивното интересирање беше северозападниот дел од локалитетот, во близина на црквата која потекнува од 13. век. Од тогаш, веќе 6 години не се вршени никакви истражувања, заради што локалитетот остана подзаборавен и препуштен сам на себе. Со интересот што го пројавува Заводот за заштита на спомениците, се очекува дел од оштетувањата да бидат санирани, а локалитетот да биде целосно заштитен. Се поедноставува постапката за вадење градежни дозволи. Од 1 јуни ќе се врши по електронски пат. Наместо граѓаните да чекаат 45 дена за добивање на градежна дозвола, од 1 јуни целокупната постапка ќе се врши по електронски пат со забрзана процедура што ќе трае 15 дена. Процесот ќе биде комплетно автоматски, односно аплицирање, јавно наддавање за фирмите и давање на дозволи. Оваа нова поволност за инвеститорите во градежниот сектор ја најави Министерството за транспорт и врски во април тековната година. Проектот го опфаќа целиот циклус од аплицирање до издавање на одобрението за градење, како за градбите од првата категорија кои се под ингеренција на Министерството, така и за градбите од втора категорија, куќи, стамбени згради, деловни објекти и слично, кои се издаваат од страна на локалните самоуправи. Со издавањето на градежни дозволи по електронски пат, граѓаните и компаниите ќе добиваат поедноставни и побрзи услуги. Целокупната постапка за добивање на одобренија за градење опфаќа 4 чекори, од поднесувањето на барање до издавањето на градежната дозвола. Барањето, заедно со потребните документи, се внесува во системот, а доставените документи електронски се подпишуваат и се проследуваат до општината или до Министерството за транспорт и врски.
Со новиот софтвер ќе се овозможи и трети лица да поднесуваат барање во име на барателот на одобрението за градење. Само општина Зрновци од источниот регион е вклучена во јавниот повик на Агенцијата за храна и ветеринарство за подобрување на здравствената заштита на животните. Покрај неа, активноста ќе се спроведува уште во 10 други општини во државата, зашто ќе бидат ангажирани ветеринарните служби што ќе се пријават на повикот. Општина Зрновци е вклучена во годинешниот јавен повик за здравствена заштита на животните во државата. Таа е единствена од источниот регион меѓу вкупно 11 општини од Македонија во кои ќе се реализира активноста. Носител на проектот е Агенцијата за храна и ветеринарство. Ветеринарните амбуланти, болници и ветеринарни служби од регионот до 12 јуни ќе можат да се пријават на јавниот повик за подобрување на здравствената заштита на животните. Повикот е во согласност со Законот за ветеринарно здравство, Законот за идентификација и регистрација на животните, Годишната наредба за здравствена заштита и други мерки за превенција и сузбивање на заразните болести. Право на учество на јавниот повик имаат сите правни лица регистрирани за вршење здравствена заштита кај животните, односно ветеринарни амбуланти, болници и ветеринарни служби на одгледувалиште. Ке можат да аплицираат правните лица регистрирани за вршење ветеринарно-здравствена дејност кои ги исполнуваат техничко-кадровските услови, односно потребно е да имаат соодветен број доктори по ветеринарна медицина, како и доволно ветеринарни техничари. Јавниот повик се реализира врз основа на новиот систем дефиниран со последните измени и дополнување на Законот за ветеринарно здравство. Тој дава можност за поголема флексибилност, ефикасност и зајакната конкуренција помеѓу ветеринарните друштва, со единствена цел за поголема покриеност на теренот со квалитетна услуга за одгледувачите на животните. Не може со рацете, но црта со устата. Роза Мојсовска од Скопје, лице со телесен хендикеп, пронајде начин како да го развие својот талент. Синоќа се представи пред Кочанци со ликовниот и книжевен перформанс Уметноста во Костец со препреките, како дел од програмата на Драмскиот аматерски фестивал. Родена со хендикеп на рацете и нозете, но талентиран уметник, Роза Мојсовска црта со уста. Својот талент го открила на 7 годишна возраст, кога сите деца за празникот на жената цртале цвеќиња. Љубовта кон мајка си, но и љубовта кон Бог ја натерала со боицата во уста да изработи цртеж, но се срамела да зборува за тоа. Јас порано се срамував да се појавам пред јавноста дека цртам со уста, но сепак кога го прочита Светото писмо, таму ми е инспирацијата и открив дека јас имам дарба. Мене Бог ми дарил дарба за да цртам. Јас се надевам, му служам на Бог, им покажувам на многу луѓе дека и ние и со телесен недостаток можеме да работиме на некаков начин. Без разлика какви сме. А луѓето тешко ли го прифаќаат? Средина. Некој добро, некој тешко. Роза се школувала во Заводот за заштита и рехабилитација во Бања Банско Струмица, а во 1996 година почнала да црта и на платно. До сега има направено изложби скоро во сите градови во Македонија и надвор од државата: Италија, Србија, Бугарија, Швајцарија и Словенија. Јас сум член на Светско здружение што цртат со уста и нозе. Не сум единствена. Имате и многу луѓе што цртат со уста и нозе. И така работат, се усовршуват. Мојата желба е да се усовршам, да бидам професионален уметник. Најчесто цртам цвеќиња, ликови, пейсажи. Што сакате да искажете преку нив? Љубов. Ни недостасува љубов на сите. Мојсовска има издадено 4 збирки поезија. Во прегратките на Исус, Не се предавам, Немам време и последната Ја имам надежта. Своите желби и визии ги пренесува на платно и преку поезијата. Пред Кочанци се представи со ликовниот и книжевен перформанс Уметноста во Костец со препреките, како дел од програмата на Драмскиот аматерски фестивал. Меѓуопштинската организација Наглови и наглови од Врање, Република Србија се представија со темата Љубов во режија на Трајче Ѓорѓиев, а по нив на сцената играа аматерите од Средното општинско училиште Димитар Влахов од Струмица со стаклена менажерија во режија на Кире Ѓорѓиев.
На последниот ден од овогодишниот драмски аматерски фестивал, сцената е резервирана за Здруженијето за култура и уметност Ило Антесхи Смоко Тетово за представата Приказната на големиот господар во режија на Марко Богдановски. На денот на објавувањето на одлуката на жирито и доделување на наградите, во чест на наградените ќе настапат студентите од Факултетот за драмски уметности од Скопје со испитната представа од трета година Соната на сеништата во режија на Ангелче Илиевски. Од сега и инвалидите од Кочани ќе можат да ги следат културните настани што се случуваат во Центарот за култура Бели Мугри. Преку проектот Мировниот корпус добија пристапна рампа која синоќа беше пуштена во употреба. Членовите на Здруженијето Мобилност порачаа во иднина да биде што помалку користена. Инвалидите од Кочани добија пристап до Центарот за култура Бели Мугри. Ке можат без проблеми да ги следат културните настани. Тоа досега им беше оневозможено, бидејќи не можеа да влезат во институцијата. Пристапната рампа на инвалидите им значи многу. Пристапната рампа за нашите членови ќе значи многу. Досега нашите членови на некој начин беа дискриминирани, не можеа да ги посетуваат настаните, културните настани што се одржува во овој културен дом. Меѓутоа, од сега натака ќе нема проблем, нема пречка за членовите од нашето здружение кои се движат со помош на количка да приступат на секој настан што ќе се одржи во културниот дом. Сакам нешто битно да кажам. Во најблиска можна иднина никој да не ја користи оваа рампа. Иницијативата за изградба на пристапната рампа во оваа институција беше на Здруженијето Мобилност, Општината, Мировниот корпус, како и Центарот за култура Бели Мугри. Мината година стварно имаме навистина многу квалитетни настани што беа во Центарот за култура, се почувствува едноставно дека таа категорија на луѓе ги имаме заборавена. Иницијативата заедно со Општината, Мобилност и ние, значи, ја прифати Мировниот корпус, смогнаа сили едноставно да донира на градот Кочани пред на Центарот за култура да имаме ваква рампа. Идејата за изградба на пристапна рампа во институцијата дошла веднаш после разговорот на представникот Мобилност со волонтерот од Американскиот мировен корпус, како владина агенција присутна во Македонија, која прифатила идејата и истата бргу стигнала до реализација. Многу на брзина после таа поддршка од општината бил изреализиран проектот и сега резултатот е тоа дека имаме пристапност на лицата кои што претходно беа на некој начин дискриминирани до овој значаен објект за културата на Кочани. Во Здруженијето Мобилност има околу 20 инвалиди во количка кои ќе користат рампата. Бројката на лица со телесен инвалидитет во Кочани е поголема, бидејќи има и такви кои не се членови на Кочанското здружение. Одиме понатаму со спортот. Последно коло во женската фудбалска лига и во дел од училишните лиги. Иван Јанев ќе настапи на македонскиот бисер. Последно коло во женската фудбалска лига. Во сабота иднина С игра во Куманово против Речица, надпреварот започнува во 16 часот. Во сабота ЖФК Кочани пак во последното коло игра на домашен терен против Топгол. Осогово против Малеш го комплетира последното коло во третата фудбалска лига Исток. Надпреварот се игра во недела со почеток во 17 часот на гостински терен во Берово. Последно коло во училишната фудбалска лига постигнати два резултата. Никола Карев, Раде Кратовче 2:0, Крсте Петков, Мисирков, Малина Попиванова 8:1. Свети Кирил и Методи беше слободен, што му озможи на Никола Карев да дојде до титулата со 17 бодови. Два повеќе од Свети Кирил и Методи, кој се најде на втората позиција. Крсте Петков Мисирков заврши како третопласиран со 14, Раде Кратовче како четвртопласиран со 10 бодови, а Малина Попиванова остана без бодови. Се играше предпоследното коло и во училишната кошаркарска лига во машка конкуренција. Свети Кирил и Методи, Раде Кратовче 62:37, Малина Попиванова, Никола Карев 32:27. Кирил и Методи е сигурен победник во ова надпреварување. Никола Карев на едно коло до крајот е второпласиран со 8 бодови, колку што има и Малина Попиванова, а екипата на Раде Кратовче е последно пласирана.
На 1. и 2. јуни во спортскиот центар Борис Трајковски ќе се одржи традиционалниот боречки бисер. Учество на реномираната манифестација досега потврдиле 10 селекции. Како репрезентативец, дел од елитното друштво ќе биде и борачот на Спартак Иван Јанев. Тој ќе настапи во категоријата до 60 килограми. You are my sun, my sun. You are my sun, my sunset. Тоа беше последната информација во вестите на Канал 8. Ви благодариме за вниманието. Имајте убав викенд. Довидување.